Звукот на турската иновација на небото не може да го промашите. Турската одбранбена индустрија ја гради својата воена моќ, при тоа го привлекува глобалното внимание. Пред речиси 20 години, одбранбениот сектор на Туркија главно се бавеше со склопување на странско лиценцирано оружје, извезувајќи помалку од $200 милиони годишно. Денес, Туркија извезува дронови низ целиот свет, лансира своји комуникацијски сателити, гради своји воени бродови и дизајнира напредни борбени авиони од петата генерација. Како се случи оваа трансформација и кои се играчите за овој метеорски подем? Јас сум Христијан Станоевик, а вие го слушате Балканкаст, подкастот на ТРТ Глобал. Во оваа епизода го истражуваме изварениот подем на одбранбената индустрија на Туркија преку клучните настани на меѓународниот саем за одбранбена индустрија ИДЕФ 2025 година во Истанбул. Со децении Туркија беше во голема мера зависна од увоз на странско оружје. Промената за која многу се говори се изнедри од стратешката национална визија за намалување на оваа зависност, особено по неколку ембарга за оружје и блокиран извоз уште од 70-тите години на минатиот век. Резултатот е домашен состав на воздушни, копнени, морски, ракетни и електронски системи, кои сега се конкурентни на светската сцена. И стратегијата очигледно функционира. Земјата сега е рангирана меѓу водечките светски извозници на оружје, со производи што се продаваат во над 100 земји, вклучувајќи ги и членките на НАТО. На почетокот на 2000-тите години, годишниот извоз на одбрана на Туркија беше помал од $200 милиони, но приказната се менуваше чекор по чекор. До 2019 година извозот веќе надмина $3 милиарди. И тогаш започна вистинскиот пораст. Во 2022 година извозот достигна $4,4 милиарди. Потоа во 2023 година Туркија постави нов ритам со продажба од $5,5 милиарди како резултат на глобалната побарувачка за незините напредни дронови, паметна муниција и оклопни возила. Но најголемиот пораст се случи во 2024 година, кога индустријата ги привлече вниманието на медиумите со извоз од речиси $7,2 милиарди. Неверојатен скок од 30% за една година. Турскиот министер за трговија Омер Болат изјави дека се очекува извозот лесно да надмине $8 милиарди во 2025 година во одбранбениот сектор. Туркија е водечки пример. Тие навистина инвестираат во многу иновации, технологија, беспилотни летала, контрадронови, ласерска технологија. Тоа е неверојатно. И затоа сум тука најтопло да ги пренесам моите поздрави и да го потенцирам фактот дека Туркија е многу сигурен партнер, многу важен партнер на НАТО, а на билатерално ниво имаме заеднички вежби и заедно соработуваме, но тоа се уште не е доволно. Ова белгискиот министер за одбрана Тео Франкен го искажа на ИДЕФ 2025, каде изрази силна желба за поголема соработка со Туркија. Во Европа, портфолиото на Туркија во областа на одбранбената трговија брзо се расшири. Водечките приматели на турскиот извоз на оружје се Обединетите арапски емирати, Катар и Пакистан. Саудиска Арабија исто така станува еден од главните клиенти. Присуството во Африка е во пораст, со борбени хеликоптери испорачени на Нигерија и беспилотни летала Байрактар, системи за надзор, оклопни возила и воена обука и подршка обезбедена на земји како Нигер, Етиопија, Сомалија, Буркина Фасо и Того меѓу другите. Туркија е сега еден од 5 најголеми добавувачи на оружје во субсахарска Африка. Дипломатијата за оружје на Туркија исто така прави пробиви во Азија и Пацификот. На ИДЕФ 2025 Индонезија стана првиот меѓународен клиент за новиот борбен авион Каан од петата генерација, потпишувајќи договор за 48 авиони. Во Малезија турските бродоградилишта сега градат корвети од класата Ада за својата морнарица. Дури Латинска Америка станува дел од дипломатијата за оружје на Туркија, со нови одбранбени договори потпишани со Бразил, Ел Салвадор и Боливија. Овој успех не е случаен. Тој е резултат на долгорочна стратегија и вложување во домашни капацитети, повеќе од $1,5 милиарди годишно за истражување и развој.
Според проценките, пазарот на одбрамбената индустрија на Туркија ќе достигне речиси 59 милиарди долари до 2035 година. Овој раст донесе и само одржливост. Денес Туркија произведува повеќе од 80% од своите одбрамбени потреби, наспроти само 20% пред 20 години. Индустријата опфаќа над 3500 компании, повеќе од 90.000 вработени, годишен оборот од 20 милиарди долари и управува со над 1300 проекти. Кои се компаниите за овој подем? Прво го имаме Байкар, суперстар производител на дронови, глобално познати по леталата Байрактар ТБ2, докажани во конфликти низ целиот свет, од Украина, Либија, Карабах и Сирија. Во Украина дронот стана символ на национален отпор, со патриотска песна напишана во негова чест. Само во 2023 година Байкар учествуваше со речиси 2 милиарди долари во извозот на Туркија, што ја прави лидер на глобалниот пазар на дронови. Байкар исто така го развива напредниот дрон Акинджи и беспилотното борбено летало со млазен погон Кизилелма. Байкар направи голема меѓународна аквизиција и во декември 2024 година го откупи италијански Piaggio. Потоа тука е технолошкиот гигант Aselsan, кој произведува радари, системи за електронско војување и комуникации за сите гранки на турската војска. На ИДЕВ 2025 тие представија повеќе иновации, меѓу кои поморски систем за заштита на воени бродови од воздух, подводниот дрон Дерингос и поморскиот радарски систем Дженк со покриеност од 360 степени. Aselsan исто така инвестира над 600 милиони долари во нови капацитети за производство на најсовремена технологија, како детектори за фотони и паметна муниција. Тие се исто така клучен дел на амбициозниот нов национален систем за воздушна одбрана на Туркија, челична купола, кој првпат беше најавен во 2024 година. Во воздухопловството е присутна турската аерокосмичка индустрија или ТАИ, која е клучен играч и во платформите со и без екипаж, од хеликоптери до борбени авиони. Импресивното портфолио на ТАИ го вклучува хеликоптерот Т-129 Атак, основниот тренажен и лесен јуришен авион Хуркуш и беспилотните летала Анка, првенствено дизајнирани за изведувачки и надзорни мисии. Но нивниот крунски бисер е борбениот ловец од петата генерација Каан, кој се очекува да дебитира во 2028 година и веќе привлекува силно внимание од потенцијалните извозни пазари. Производи на Roketsan веќе се во употреба во турската војска и други низ целиот свет. На ИДЕВ 2025 Roketsan представи 6 нови системи, вклучувајќи и долгоочекуваната хиперсонична балистичка ракета. Со должина од 10 метри се проценува дека Typhoon Block 4 може да напаѓа од најмалку 1000 километри оддалеченост. Хиперсоничните ракети имаат неверојатна брзина, 5 пати поголема од брзината на звукот. Roketsan исто така е представи капсулата Аката Атмаджа, верзија на противбродската ракета лансирана од подморница и Гокбора, првата ракета воздух-воздух на Туркија со надворешен визуелен дострел. Тој возможува да одржува голема брзина и енергија на долги растојанија, давајќи многу широка забранета зона за непријателските авиони. Тие исто така ја представија повеќе наменската муниција Ерен, камиказе дрон, системот за балистички ракети 300ER, дизајниран за носачи на борбени авиони и вооружени дронови, овозможувајќи им да лансираат балистичка ракета со дострел од над 500 километри, и возилото за лансирање сателити Simsec, дизајнирано да лансира мали сателити во орбитата. За копнени возила, BMC е водечки производител. Тие представија 3 нови воени возила, оклопниот транспортер за товар и персонал Туран и тешките повеќе тркални оклопни возила за спасување и транспорт на тенкови Зейбек. Тие исто така го представија своето повеќе тркално оклопно борбено возило Алтук со сосема нова купола за топови, наречен ловец на тенкови. Уште еден голем проект за BMC е долгоочекуваниот главен борбен тенк Алтай, првиот домашен дизајн на примарен борбен тенк на Туркија, кој е при крај. Отокар, уште еден голем бренд, се пробива со своите нови оклопни возила и на домашниот и на извозниот пазар.
На поморската арена, СТМ представи модел на првиот домашен дизајн на поморски лесен напаѓачки брод на Туркија. СТМ исто така неодамна подпиша важен договор во декември 2024 година за изградба на 2 брода за надополнување на флотата за португалската морнарица. Договор што веројатно ќе отвори врата за уште повеќе меѓународни партнерства. И не е само приватниот сектор кој воведува иновации. Центарот за истражување и развој на Министерството за национална одбрана на Туркија исто така представи 2 нови воздушни бомби на ИДЕФ во Истанбул. Газап, првата и најмокна ненуклеарна воздушна бомба на Туркија, со бојава глава тешка 970 кг, што може да се исфрли од F-16 авион. А бомбата за уништување бункери НЕП-2, исто така тешка 970 км, се смета за најдобра во оваа област. На тестовите таа проби 7 метри армиран бетон од класа C50, 3 пати посилен од бетонот што се користи во заштитата на нуклеарните централи. За споредба, американските уништувачи на бункери пробиваат само 2,4 метри бетон од класа C35. На што се должи глобалната популарност? Турските одбранбени производи се тестирани во борби, економични се и брзо се испорачуваат. Земјата сега е важен снабдувач на специфични одбранбени системи за европските сојузници, потреба што беше засилена од конфликтот во Украина. Гледаме дека европските членки на НАТО, како Албанија, Полска и Романија, веќе интегрираат турски беспилотни летала во своите војни арсенали. Конкретно 2024 година Отокар исто така обезбеди договор со Романија за над 1000 од своите возила Кобра 2, од кои повеќето се произведуваат локално. Одбранбениот сектор на Туркија целосно е промени улогата од купувач во создавач па се до голем извозник. Додека земјата продолжува да развива сопствени мотори, сензори и интеграцијски капацитети, одбранбената индустрија се чини дека е подготвена да се надпреварува и да ги поставува условите на клучните воени пазари ширум светот. Тоа е се за оваа епизода на Балканкаст. Ви благодариме што слушавте и останете информирани.